Што правиш ти тука? Само разгледувам јас. Многу ме интересира зашто толку се лути, што е тоа што криеш? Оди си од мојата куќа. Не си дојдена со добра намера, оди веднаш. Зошто не сакаш да видам? Што ќе видиш ти? Ајше, почна да зборуваш глупости, дај ми ја таа фотографија. Дали си полудела, како се смелуваш да ме буткаш? Веќе денови и денови ти велев дека ќерка ми е во тешка ситуација. Те молев, побарав помош. Тебе не ти беше гајле, додека јас горев поради копнежот по моето вистинско дете. За синот не побарав ништо, но за младата девојка што е во тешка ситуација, од тебе побарав помош. Но ти, што направи, кажи ми што направи, ме избрка на врата. Кажувај што сакаш сега. Ајше, ако треба ќе се скарам со тебе, ама без да видам таа фотографија нема да одам. Не, реков не. Што е? Почна да се гледаш со семејството на Ипек за кое велеше дека не се гледаш? Дали ти побара фотографија? Да не ти понудија пари. Престани да претеруваш, дај ми ја фотографијата кога ти велам. Не може. Што ти реков јас? Прво покажи ми фотографија од син ми, па јас ке ти покажам од Ипек. Ти велам доста, дај ми ја фотографијата. Реков не. Ајше! Ајше! Отвори ја вратата, проклета! Дојде проклетиот Хазим, знаеш ли? Хазим е вистински психопат. Ајше! Ако кажам дека ти ги испрати луѓето да го претепаат, има да те уништи, затоа што додека го тепаа, велеа, држете се подалеку од господја Хандан. Уште ако кажам дека ти си Хандан, ќе те уништи. Ајше, мислам дека живееш како што заслужуваш. Ајше! Ајше! Отвори ја оваа проклета врата, бе! Мислиш дека Хазим е казна за мене, така? Колку си безчувствителна. Јас веќе ја добив својата казна. Копнеам по своето дете. Хазим не е ни казна покрај тоа. Ајше, каде си, ма? Што мајка бара женава тука? Тебе што ти е гајле? И што бараш ти тука? Пријавуваш во полиција, потоа тука ли доаѓаш? Кажувај, ајде. Должен сум јас тебе да ти се правдам, ајде, бегај. Ајде. Ајше! Ајше, отвори ја таа врата пред да се посрамоти, бе! Оди си од тука. Инаку ќе повикам полиција. Во последно време оваа жена стана многу храбра. Треба сериозно да исплашим. Сине, овде има крвава дамка на оваа кошула. Чија е крвта? Мамо, нема зашто да се грижиш, навистина. Вчера во паркот се тепаа двајца, па додека ги разделував се извалкав. Јас дури не сум го ни забележал ова гледам. Мамо, нема зашто да се грижиш. Имам јас една работа да ја завршам и ќе се вратам назад, варет? Џунет, бараш ли работа, сине? Мамо, што туку напуштив го знаеш тоа, така ли? Знам, сине, но првата рата од парите што ги зедовме се ближи. Што ти е, бе, Акив? Доаѓам од болница. Отиде Зенеб да ја видиш? Каква врска имам јас со Зенеб? Синоќ ќе дојде сестрата на покојната сопруга. Одејќи дома, застанав 5 минути за да купам леп. Кога излегов го избоделе човекот. Кој го направил тоа? Не знам. Го прашав дали некој го следел. Рече не. Го сретнале и го нападнале. Друго ништо не ми кажа. И добро, како е? Добро. Жена му го однесе веќе. Доаѓа таткото на Зенеб, Мустафа, еве бе. Уште тој ми фалеше. Деве,
Не ти е срам, Акив? Крвнички ја претепа Зејнеп на улица. Ти личи ли тоа? Не го подигај гласот, Мустафа. Едва ја однесува во болница, бре. Возрасен човек, а претепа млада девојка. Мустафа! Ти реков немој да го повишуваш гласот. Гледај! Сите гледаат сега во нас. Ќе се посрамиме, човеку. Што сакаш да кажеш? Ти вела Мустафа, твојата ќерка не мирува. Со Несрин направија се и се што. Што зборуваш ти, Акив? Седни тука, да зборуваме како луѓе. Онаа Несрин исчезна со парите и колата што ги зеде од мене. Со Зејнеп сега ги трошат парите заедно веќе. Зејнеп не би направила такво нешто. Ти така мислиш? Срамота, Акив, срамота. Немој да клеветиш. Не можеше да се справиш со Несрин, па ја извади лутината на мојата ќерка. Мустафа, твојата ќерка не ми ја кажува локацијата на Несрин. Зошто? Затоа што ги троши парите што ги зедоа заедно со Джем. Со Джем ли кажа? Да, со Джем. Зошто инаку Джем би се вртел околу твојата ќерка? Требаше да ми кажеш. Немаш право да ја претепаш мојата ќерка така крвнички на улица. Немаш. Зејнеп, тебе ќе те пријави во полиција, да знаеш. Мустафа, јас те знам многу добро. Ги знам сите твои проблеми, да знаеш. Ти не си човек што би го преувеличил сето ова, нели? Ајде, седи овде, за да го решиме ова. Добро? Ова се трошоци за во болница. Ова се пари за лекови. На крајот сме соседи, нели? Да нема кавги меѓу нас. Ајде сега чај нарачај. Ги зеде парите Мустафа. Ајде, оди. Нечестник. Јас знам дека Али премногу се меша. Ќе се погрижиш за Али, нели? Не дозволувај тој човек да дојде до мене. Знаеш ти што ќе се случи, нели? Оваа работа денес мора да се заврши. Барем еднаш да не ми го спушти телефонот. Ало, ми требаат двајца сигурни луѓе. Сега веднаш. Чекајте ме пред компанијата на Керим Аслан. На здравие. Благодарам, тето Миријам. Каде е Фатма? Рече дека ќе види дали некој нешто сака. Не појадуваше? Не се уште. Дојди напи се чај. Нема да појадувам. Дури ако не појадуваш, обично пиеш чај. Не сакам ништо. Добра ли си?
Не сум добро, господја Меријам. Мислевме дека тука ќе најдеме мир, ќе заработиме, ќе живееме убаво, но изгледа дека луѓето во куќата нема да ни дадат мир ни на мене, ни на мојата керка. Јас мислам дека најдобро да си одиме од тука. Што се случи пак? Не знам, но очигледно нешто многу е повредило. Сигурно ќе има скандал. Ај се надевам дека нема. Повелете, госпожо Селда. Дали Неримен се освести? Синок ја се освести, но не се сеќаваше ни на своето име. Добро, ако може би сакала денес да дојдам. Знаете, јас синок ја бев дежурна, денес сум слободна. Вие не грижете се, ако дознаам нешто, ќе ви јавам. Добро, тогаш ќе се видиме. Го знаете тој Али, нели? Да, Ќе го следите кога ќе излезе од компанијата. Кога ќе го стиснете, пукајте го. добро, брату. Ако ве фатат, знаете што ќе се случи? Поред. Зейнеп, што правиш ти по улиците, девојко, а? Што зборуваш, тато? Зборувам за сите глупости што ги направи со Несрин. Зборувам за тоа што се мешаш со тој джем. Тато, навистина ништо не направив. Ке ме направиш убиец, ќерко. Какви се тие пари за кои зборува Акив? Ама какви пари, тато? Несрин му украла пари, ги трошела заедно со тебе. Тато, навистина тој клевети, се колнам дека клевети, тој клевети само за да не го пријавам. Нема да го пријавиш, да знаеш. Ама човекот ќе ме убиеше. Нема да дозволам да ме посрамотиш во малово, Зейнеп. Веднаш ќе му кажеш на Акив каде е Несрин. И ако го пријавиш, тогаш Акив ќе ве обвини за кражба и двете. Тогаш ќе видиш што ќе ти направам, ќерко. Значи, тоа што ми го направи, така ќе помине? Ако си се замешала со Акив, ова ти е поука. Ама јас сум твоја кирка, тато. Кирка сум ти. Треба мене да ме штитиш, а не него. Ако беше паметна и мирна, немаше да се случи ова. Зема пари од Акив, така ли? Моли се што си во оваа состојба, инаку коските ќе ги скршев и парите што ги зеде од Несрин ќе ми ги дадеш мене. Се колнам дека не сум земала никакви пари од Несрин. Се колнам не сум зела пари. Ке ги скриеш и да ги трошиш по улици, нели? Оф! Што да им кажувам на луѓе во повративе? Може би неа воопшто не ја нарекле Ипек. Жената што е одгледала сигурно не го користела тоа име.
Здраво. Здраво, Шуле. Навистина ме изненади што те гледам овде. Да не дојде Али да го видиш? Не, тука сум за Беран. Една пријателка ми рече дека ја треба архитект за новата куќа, па се сетив на Беран. Многу добро си направила. Девојки, извинете, морам идно да одам горе, а ти ќе одиш во сметководството, така? Да, потоа ќе одам да извадам лична карта. Цела недела не најдов време. Во ред, ќе се видиме тогаш. Гледам прилично си блиска со газдата. Дали го кажуваш тоа затоа што дојдовме со истата кола? Одевме на исто место, што има тука? Не секој газда ја вози вработената во куќата со својата кола. Што сакаш да кажеш? Знам дека си доволно паметна да разбереш што сакам да кажам, Несрин. Како и да е. За мене не е важно што правите ти и Керим, туку Беран и Али. Сега, дали можеш да ми кажеш што виде синоќа? Синоќа дојдоа заедно дома. Изгледаа баш убаво расположени и весели. Така полека утре или некој друг ден ќе го покани на вечера дома. И така полека ќе те исфрлат од игра. Мислиш јас ќе го дозволам тоа? Ако си паметна, нема да го дозволиш. Што сакаш да кажеш сега? Види, гледам дека дојде многу рано наутро, значи дојде да зборуваш со Берен. А Берен ќе го каже тоа на Али. Али ќе се налути на тебе, па ти ќе испаднеш виновна на крајот. Не можеш вака да се бориш со неа, душа моја. Може ли малку да разговараме, Несрин? Имам работа внатре. Рано е, ќе завршиш подоцна. Ќе разговарам отворено, Несрин. Али мене ми е многу важен. Не сакам да го изгубам. Мислам дека ти можеш да ми помогнеш мене. Ако можам некако да помогнам, секако дека ќе го направам тоа. Кога прв пат ги видов, сватив дека Берен има чувства кон Али. Не сакам да ја дадам таа шанса. Тогаш не ја давај. Ако направиш нешто со Берен, повторно ти ќе бидеш виновна. Кои се овие? Ме следат откако излегов од компанијата. Проклетство, зошто дојдов во оваа улица, јас не знам. Еј! Ако дознае дека што туку излегов од затвор, ќе бидам сомнителен сигурно. Момче, почекај! Не бегај! Избега! Застани, не бегај! Застани! Боже, какво е ова место? Застани, 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 застани! Вози, 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 вози! Каде отиде овој човек? Избега! Да, не видов каде отиде сам. Нема ни камери овде во близина. Вози побрзо, ајде, вози најдалеку што можеш, вози, ајде, брзо, брзо, брзо! Побрзај, ајде! Здраво. Здраво. Јас барам една личност. Кого?
Се вика Ипек. Не го знам презимето, има околу 18 години. Не ја познавам. Сигурна ли сте дека живее тука? Сигурна сум. Ве молам, размислете добро. Не, нема што да размислувам. Не познавам никого по име Ипек. Дали имате ќерка вие? Не, имам само 2 сина. Разбирам. Извинете што ве вознемирив. И како? Многу ме изненади. Си помислила буквално на сите детали. Многу ми е мило што ти се допадна, чичко Хасан. Всушност, јас многу би сакал да се сретнеш ти со Озле, мама. Тоа не изгледа можно. На крајот таа ќе поминува повеќе време дома, тоа е тоа. Зошто? Ако мајка ти дознае дека таа доаѓа овде или дека се среќава надвор, многу ќе се налоти, да знаеш. Ова да го решиме ние меѓу нас. Не сакам да има немири, така стојат работите. Јас ќе бидам мостот меѓу вас и Берен, така е. Не сакам ти да имаш проблем никаков. Архитектурата не е механичка работа, чичко Хасан. Ние ги реализираме со ништата на луѓето. Не е во ред да ја изоставиш Озлем. На крајот таа ќе живее во таа куќа. Не размислував многу за ова пред да ја прифатам работата. Ако сакаш, некој друг може да се зафати. Не, тоа не доаѓа предвид. Реков дека ќе бидам мостот меѓу вас, ти не грижи се. Берен, ќе видиш резултатите ќе бидат многу одлични. Татко ти ме чека. Ќе зборуваме подоцна, добро? Морам да одам сега. Ајде, ќе зборуваме како што реков. Свати дека го следиме. Приближи се, приближи се. Кои се бре овие? Кои се овие? Вози, вози, пресечи го! Се трудам, не гледаш ли? Кој си ти? Кои сте вие? А? Кој ве испрати, а? Оди. Оди. Јас ке те натерам да зборуваш. Оп. Да не се обидуваш да бидеш херој, да му се допаднеш на шефот, а? Оди. Оди. Очигледно господја Селда не сака незината ќерка да се среќава со Али. Тоа треба да те смири. Исто така не разбирам зашто толку се плашиш. Само погледни се малку. Колку убава девојка си. Ако имаш малку самодоверба... Имам самодоверба, Несрин. Само немам финансиски можности како Берен и она што ме плаши е незината финансиска моќ. Добро, значи во тој случај не му веруваш на Али. Мислиш ли дека парите на Берен ќе го освојат Али? Не знам како го успеваш тоа, Несрин. Зошто го извртуваш секој мој збор? А што друго можам да разберам од сето ова што го кажа ти? Како и да е, имам многу работа, ќе се видиме подоцна, се гледаме. Она што го зборувавме ќе остане меѓу нас, така? Тоа треба да го кажеш ти. На крајот јас работам во таа куќа. Ако се дознае, ќе ја изгубам работата, нели е така? Многу си попаметна од тоа што мислев, Несрин.
Имаш возачка дозвола, подобро е да одиме со твојот автомобил. Да, ама не се откажав јас. Јас да се плашам? Не зборувај глупости. Единствената грижа ми е да не фатат полицајците и да си направиме проблем. Престани да ме клеветиш, ќе направиме се што се договоривме, не гриши се. Морам сега итно да исклучам. Ај, зошто исклучи, зборувај се? Требаше да се сретнам со пријателите, ама кога се предомислив малку се налутија. И ти одговори со нервоза. Како да решаваме државна работа, а јас ја прекинав на пола. Разбрав. Да, никој не може да те натера да направиш нешто што не сакаш. Не дозволувај, ако еднаш ја изгубиш контролата, нема да ја вратиш. Мораш да научиш да кажеш не. Во право си, ама човек треба да се стои на збора, така? Да, ама ако си видел нешто лошо, подобро е порано да се откажеш отколку да жалиш подоцна. Инаку се налутив, ама немаше ништо сериозно, ти не грижи се. Само ќе се сретнам со пријателите и тоа е се. Ако нема ништо сериозно, тогаш нема смисла да филозофираме, нели? Ги обожувам твоите опуштени манери, да знаеш. Морам да бидам опуштена, инаку цел ден ќе се карам со мајка ми. Точно. Вие сте сосема различни карактери. Патем, сакаш нешто да ме прашаш ти? А, да. Вчера сте биле кај Ипек и незината мајка. Добро што отидов со Ипек. И мајка ми беше во полиција. Не им кажав на моите и... семејството им е толку проблематично што се плашев да не ја избркаат Ипек. А зошто била во полиција? Очувот поднел пријава против мајката на Ипек, тоа е. Завршив со дневната, тето Меријам. Добро си направила, Ипек. Нема кој друг да работи освен мене. Ако сакаш ќе ги исчистам испалните. Очигледно Несрин нема намера да работи. Или работи само кога господинот кереме наоколу. Ај, Фатма денес беше некако чудна. Нема проблем, ќе средам. Од денот кога дојде ми стана десна рака. Сето ова е многу нормално, тето Меријам, па ја за тоа зимам плата. Не сакам да си одиш од тука, Ипек. Господја Султан ке ми избрка, нели? Ги слушна нашите разговори, нели? Господја Султан е добра и праведна жена, само е малку емотивна. Бидејќи личам на незината керка е емотивна, да, но за господинот Синан беше реална. Јас се согласувам со неа. Не требаше да одам кај мајка ми со господинот Синан. Ипек, ти си зрела девојка. Ни нема да ти кажувам што да правиш. Сама та верувам дека можеш да ги најдеш вистинските работи. Господинот Синан е единствениот син во оваа куќа и господја Султан се грижи за него. Инаку, господјата не сака господинот Синан да се дружи со вработените од тука. Што да правиш, Керко? Сакаш, не сакаш, ќе треба да поставиш граница. Во право си, тето Меријам. Јас ќе се потрудам да не го заборавам тоа. Да. Знам колку ти е важна оваа работа. Постапувај според тоа, Ипек. Ај, Леле, колку неморален, колку нечесен човек. Токму така е, навистина ми е жал за мајката на Ипек, изгледа многу наивна, чиста жена. Но без разлика дали е добра или лоша, никој нема за право да малтретира така некој. Тоа е многу проблематично семејство, не разбирам. Ипек сакаше да останеме таму, мајка и не сакаше. Што се случува, не разбирам таму. Не би се изненадила ако таков нечесен човек ја вознемирува кирката. Добро, ќе одам кај баба ми. Рече дека не се чувствува добро. Ќе разговарам и со Ипек тогаш. Значи денеска си дома? Дома сум. А мајка ми ќе остане дома? Не, рече дека ќе излезе. Добро. Дојде за понуда за работа ли? Да. Зошто си изненадена?
Искрено не очекував. Не е некоја вила Берен. Многу стар стан на приземје, има и двор, има и градина. Пријателката сака да соработува со професионалец. Многу ми е жал, Шуле, но сега немам време. Веќе сум дел од тимот на татко ми за новиот проект. Голема работа е, не сакам да се делам. Ако можеше да го направиш, ќе беше отлично. Пријателката има голема мрежа во модниот свет. Ова би било и добра реклама за тебе. Многу ми е жално на вистина. Мислам дека е подобро да најдеш некој поискусен. Како сакаш ти? Кога спомна се сетив на тебе. Благодарам што помисли на мене. Се разбира, ќе мислам на тебе, Берен. Али ве смета за своја фамилија. Колку сте важни за него, толку сте важни за мене. Ајде, зборувај. Кој те најми да ме убиеш, ајде. Баш никој. Ми беше антипатичен твојот сурат, затоа те следев. Абе, ти со мене изгледа играш мајтап овде, а? Безобразен. Види ваму. Ти сега кажи ми за кого работиш или нема жив да излезеш од овде, ме разбра? Значи, ти нема да излезеш жив од овде. Ме разбираш? Натерајте го овој да зборува. Джем, не можев да се занимавам со твојата работа, но привремено најдов нешто. Една пријателка на моја пријателка има фирма за големопродажба на продукти, ќе работиш во магазин. Ќе најдем и нешто подобро. Јас многу ви благодарам. Всушност не можев да најдам ништо, знаев колку ти е тешко, па сакав да работиш кај мене, иако немав потреба никаква од тоа. Пријателката ми се јави пред малку. Знам дека не е добра работа, но... За мене веќе нема ни малку ни многу работа, само да има. Ако Фатма и Несри не беа толку злобни, сега ти ќе работеше покрај зет ми и тоа за многу добри пари. Нека се живи и здрави. Джем, не биди толку добар. Верувај ми на мене, ќе изгубиш ако си така. Што било, господјо Хандан. Како што ви реков, немам некоја посебна врска со Несрин. Особено по смртта на татко ми се однесував многу лошо со неа, па не ме чуди што зборува лошо. Никој не се однесува лошо со никого без причина, нели? Значи, ти не си се однесува лошо со Несрин без причина. Господјо Хандан, дали ми помагате за тоа што го сакавте татко ми? Која друга причина би имало, душо? Не знам. Немојте да ме сватите погрешно, но како што кажав и претходно, изгледа дека не ја сакате Несрин. Како да сакате да дознаете нешто за неа. Така ми се чини мене. Како тоа? Мислиш дека ти помагам за да дознам нешто за Несрин, тоа ли? Немој те молам, ова е многу. Како и да е, Несрин работи кај мојата сестра. Каков проблем би можела да имам со неа јас? Во право сте секако. Джем, ќе ти кажам отворено. Твојата сестра не е лично што влева доверба. Додека ти живееш во сиромаштија, тие дојдоа во куќата со куп пари и вредно ланче што им останало татко ти. Очигледно дека собрале се што е вредно и избегале. Ланче? Да. Едно старо фамилиарно ланче. Ти нели знаеше за тоа? Не, знаев. Очигледно е старо ланчето. Добро, јас си одам. Ќе ти го дадам бројот, тие ќе те побараат. Добро, благодарам. Ако ти треба нешто, обавезно јави ми се во ретли.
Фамилиарно ланче. Фамилиарно ланче. Боже, каква врска има Несрин со вредно ланче? Да не е тоа ланчето за кој зборуваше тетка Ханифе? Ако е така, Несрин намерно дозволи Џунеј да заврши во затвор. Ах, Несрин, ах, Несрин, ах, Несрин! Знаев дека има нешто! Очигледно семејството на Ипек е тука некаде и Хандан се гледа со нив. Види, ова го правам за една моја пријателка, добро ли? Не ги гледам со години. Заминаа затоа што беше опасно да останат. Јас ли да ја земам Ипек? Нема ли начин да дојдеш до некој од незиното семејство? Доста! Ти си и семејство! Сигурно се прашуваш зошто дојдов. Многу размислував, Ајше. Јас се однесував грубо затоа што се плашев дека семејството ќе дознае за нешто што го правев пред години за една пријателка. Рече дека ќерка ти е во тешка ситуација. Јас за се ќе ти помогнам. Очигледно е дека машти ти го прави животот пекол. Ќе ти дадам пари за да се одселиш од оваа куќа. Со тие пари ќе можеш да живееш каде што сакаш. Ќерка ти не е дома? Не. Што мислиш за мојата понуда? Не сакам да се одселам од оваа куќа. Не сакаш да се ослободиш од машти? Прво сакам да го најдам семејството на ќерка ми. Сакаш да го најдеш семејството на ќерката или на синот? И двете. Добро, јас само сакав да ти помогнам на тебе. Дали може да видам фотографија од Ипек? Нема друга причина што толку инсистира за фотографијата. Инаку зашто би ја интересирала фотографија на другото дете? А се разбира. И мојот син е тука некаде. Заради тоа Хандан толку ми создаде паника. Ајде, Ајше, стани. И тргни по својот син. Не остана врата на која што не тропнав и ништо не добив. Очигледно овој пат ми дадоа на вистина погрешна адреса. Одам во болницата, ама медицинската сестра никогаш не сакаше да ми помогне. Дури не гираше дека ме познава. Но нема што да изгубам ако пробам уште еднаш. Здраво? Се уште си решен да одиш со кола? Да, не заборавај ми вети. Добро, ветив, ама не ми се допаѓа. Не крижи се, возам исто толку добро како и ти. Колку самоуверен, дечко. Само да не направи некоја несреќа. Среќно, Ипек. Благодарам, бато Мехмет. Можам да ти помогнам? Ќе се снајдам, благодарам. Како ја заврши работата? Многу лесно беше. Некое време ја следев девојката и момчето. Потоа видов дека девојката води двојна игра, да? Значи таа е со нашиот дечко поради парите. Патем, јас имам уште една работа за тебе. Сакам да направиш една мала несреќа на градилиштето.
За да заработам само пари, правам многу мали работи, ама да убијам човек. Кој спомна за убивање на човек? Велам за мала несреќа што ќе ја стави компанијата во проблеми. Ќе зборуваме кога ќе дојде време за тоа. Солесна. Благодарам, Туба. Што има Ипек? Добро сум, господја Туба, благодарам. Синан ми раскажа нешто за мајка ти. Мајка ми е добро, нема никаков проблем. Навистина е многу смешно што очувот ти е пријавил мајка ти. Зошто мајка ти не го пријавила него прва? Мајка ми не сака да влегува во тие работи. Ама како може така? Ако мајка ти молчи, тој уште повеќе ќе ја гази. Не е како што изгледа однатвор, господја Туба. Мајка ми не е многу храбра жена. Кога ќе ја заплашат со смрт, мора да трпи таа. Ја заплашува со смрт? Нема ништо чудно во тоа. Секоја жена што трпи насилство од сопругот е заплашена со смрт. Тоа е доволна причина да оди во полиција. Тогаш нема ни да го пуштат блиску до неа. Вакви работи се случуваа во малото каде што пораснав. Секоја жена што одеше во полиција беше вратена дома, а кога ќе се врати дома, уште повеќе трпи насилство. Значи, полицијата не е никакво решение. И моето беше само зборување, секако дека ќе ја заплаши со смрт. Жал ми е. Толку многу жени ги доживуваат овие неволје. Во право сте, господјо Мерија. Најлошо што никој не реагира. Така е. Добро, солесно. Јас одам, Лейла, пријатна вечер. Пријатна вечер, господине. Чичко Хасан, одиш? Да? Морам нешто да ти кажам, ама не вака на брзина. Ќе зборуваме кога ќе се вратиш во компанијата. Денеска нема да се вратам. Дали е за проектот на куќата? Што се случи? Чичко Хасан, знаеш колку те сакам. Кога татко ми рече дека сака јас да ја правам куќата, многу се израдував. Но потоа кога размислив, Свати дека си донела погрешна одлука и сега не сакаш да ја работиш, така? не сакав да биде вака. Ова е сосем моја грешка, не требаше да прифатам толку брзо без да размислам. Чичко Хасан, знаеш дека ја сакам и тетка Мелтем. Мислев дека можам да бидам професионална, но не можам така да мислам. Знаеш дека ако ја работам оваа работа, таа многу ќе се натажи. Добро, Берен, разбрав што сакаш да кажеш. Мислиш дека е подобро да не ја работиш оваа работа, отколку да ти се расипа односот со мајка? Чичко Хасан, ова нема врска со мајка ми. Немој да се предаваш, Берен. Всушност, грешката е моја. Не требаше да ти ја понудам оваа работа. Несвесно те натерав да бидеш вака. Многу ми е жал. И онака, од сега нема што да направам јас. Добро. Да ја затвориме оваа тема, може? Заборави дека ти понудив било каква работа. Многу ги сакав твоите идеи. Можам да ти ги оставам цртежите. Ќе ги споделиш со архитектот со кој ќе се договориш и ќе му кажеш што сакаш, што не сакаш. Ќе го направиш ли тоа? Секако. Ќе ги оставам кај твојата асистентка. Благодарам, Берен. Дури и да се откажеш, секогаш ќе те сметам за половина архитект на овој проект. Како и да е, морам да одам сега. Ќе се видиме, душо. Благодарам, Чичко Хасан. Ќе се видиме. Сето ова е поради Селда свесен сум. Самопентисана, арогантна. Сигурно е работа на Назим. Ама мора да бидам сигурен. Заборавив да разговарам со Чичко Керим за Акиф. Чекај, не стануве, јас сум. Мислев дека е татко ми. Што параш ти овде? Ај. Мајка ми раскажа што ти направи Акиф. Колку пати те барав, се грижев, ама не одговараше. Не сум баш добро, Несрин.
Силно ја удрив главата на тротоарот. Докторот рече дека имав среќа. Тато ми извади од болницата, а сестрата рече да лежам дома и да не зборувам по телефон, да го избегнувам. Зошто не остана подолго во болница? Поради пари, нели? Тато ме донесе дома за да не троши по болници. Ама поднесе ли пријава против Акиф? Тато не дозволи. Ми се закани да не поднесувам пријава. Како? Не направи записник? Не зеде лекарско? Нему. Единствената грижа му беше да земе пари од Акиф и тоа го направи. Како тоа? Што значи тоа? Тато не ми дозволува да го пријавам Акиф. Отиде и зема пари од него. Што зборуваш? Наместо да го праша зошто ја претепа мојата ќерка, отиде и зеде пари од него. Толку за машкоста на твојот татко. Акиф му кажал дека ти се му ги украла парите и дека заедно ги трошиме ние тие пари. Ако тој Акиф ме натера да зборувам, требаше добро да си ги чува парите и колата. Ги бара парите што ми ги даде. Ах, твојот татко е вистински никаквец. Зарем не го знаеш? Единствената грижа му се парите. Ако дознае дека сум останала без работа, ќе полуди што нема да носам пари дома. Што тоа? Те отпуштија? Зошто? Што се случи? Се сеќаваш кога барав дозвола за да излезам со тебе тогаш? Да? Ме отпуштија затоа што постојано барав дозвола. Ај, Зејне, многу ми е жал. Поради мене да се случија толку многу лоши работи. Почекај, не се вознемирувај, чекај. Не зборувај глупости, Несрин. И ти ќе го направиш истото за мене. Види, за никого на светот не би мрднала ни со прст, ама за тебе би направила се така да знаеш. Особено по тоа што го направи за да ме заштитиш. Ќе ми помине болката, но што ме отпуштија не лошо. Од страв не му кажав на татко ми. Многу се плашам од него. Твојот татко е нечесен човек. Го знаеш, само на пари мисли. Зейнеп, слушај што ќе ти кажам. Мислам дека треба да разговарам со господинот Али. Почекај, не се вознемирувај, почекај. Може би тоа што остана без работа е подобро за тебе. Ке најдеш почиста, подобра работа, сигурна сум. Несрин, дај Боже да биде како што велиш. Ќе биде, ти само не се грижи. Парите што ти ги дадов, ги чуваш ли? Добро, земи ги, дај ги на татко ти како да се плата, а јас ќе ти дадам други пари за кредитот, во ред? Може така? И немој да се плашиш од Акиф, не го мисли него. Додека јас сум тука, никој ништо нема да ти направи. Имам документи за сите негови валкани работи. Ако ме налути, ќе ги дадам сите во полиција и ќе биде што ќе биде. Слушај, Несрин, ако имаш документи, не ги давај никому. И на никому не му кажувај за ова, во ред? Знаеш, Акиф на што е спремен, се може да направи. Кога му кажав на Али кој ме погледна со таква омраза, таму на улицата, кога ме тепаше, мислев дека ќе ме убие. Ако не беше Джем, ќе бев мртва. Не можам да те гледам ваква. Во ред, целда вечер ќе зборуваме смирено, а си ти во ред. Ајде се гледаме, чао, чао. Повели, Али, влези. Чичко, сакав да зборувам со тебе за Акиф. Знаеш оној што сакаше да се ожени со Несрин? Тој нечестникот. Пред малку ме повика Мехмет. Човекот вчера долго разговарал со Несрин на вратата. Според Мехмет, а и според видеоснимките, тие се расправале. Сигурно пак ја вознемирувал девојката. Сакаш јас пак да разговарам со него или... Не. Прво сакам да разговарам со Несрин и да дознам што и рекол човекот. Можам ли да влизам? Повели, ќерко. Не ви пречам, нели? Не. Ке ве оставам сами, Чичко. Не мораш, Али, ќе зборувам за нешто што и ти го знаеш. Тато, разговарав со Чичко Хасан и му реков дека се повлекувам од проектот за куќата. А зошто го направи тоа, ќерко? Оваа работа ќе ти донесеше добра реклама, знаеш. Знам, но ке ги натажеше луѓето околу мене, тато.
И тешко ќе беше да го подготвам проектот без да се сретнам со Озлем. Види, ќерка, ако ги мешаш работата и емоциите, уште од почеток имаш изгубено, да знаеш. И како дозволуваш мајка ти да ти врши притисоци за работата, Берен? Мајка ми нема врска со ова, тато. И кога ја донесов оваа одлука... Не се обидувај да негираш. Мајка ти мисли дека има право да го критикува животот и изборите на чичкот и Хасан. Очигледно ти си под незино влијание. Ако има двајца што нема да бидат задоволни од оваа ситуација, тоа се твојата мајка и Мелтем исто. И ти постапуваш според незините избори, така ли? Јас не сум дете, тато. Не сум толку слаба личност што некој ќе ме води мене и да не знам каде одам. Ама за жал со тоа што ја одби оваа работа го направи токму спротивното. Свесна си, нели? Чичко, не мислиш дека си малку неправеден? Не ми треба твојата заштита, Али. Да, ја донесов оваа одлука со емоции и не жалам. Ајде, крени на телефонот. Зейнеп, немој да се грижиш за работата, добро? Види, Несрин, ке работам било што знаеш, дури и чистање. Единствено што сакаме осигурување. Зошто се смееш? Како стара жена си некоја. Не ја тргаш од уста таа тема за осигурување. Па ако работам и осигурување има, ми следувајте така. Точно. Ќе видиме што ќе направиме. Несрин, што бараш ти овде, а? Тато, дојде да ми посека оздравување. Во мојата куќа нема место за такви како тебе. Од човекот што ја претепа ќерка ти на улица, ти отиде и зеде пари, а мене ми држиш лекции за морал, така ли? Твоите неморалности се зборуваат низ цело мало и уште доаѓаш во мојата куќа. Ако уште еднаш те видам блиску до ќерка ми, тогаш ќе биде многу лошо. Ќе биде лошо за тебе. Барем не паѓам толку ниско да се понижувам за два куруша како тебе, господине. Неморална една, и крадеш и пари, и доаѓаш тука да ми се спротиставуваш. Тато! Остави ми ја раката. Ти си силен само со сиромашната жена и ќерка ти. Ако си юнак, оди кај Акив тогаш. Ајде, оди си пред да те убијам. Оди. Тато! Ама... Тато! Ама тато! Оди, брзо. Во мојата куќа нема место за такви луѓе. Ако уште еднаш те видам тука, еве се колнам дека ќе те закопам тука. Оди. Ама тато... Влези ти внатре, влези. Нечесен човек еден. Уште Џунейт ми фалеше сега. Ало, Џунейт. Каде си ти, зошто не ми креваш, кажи ми? Џунейт, не го слушнав телефонот, во чанта ми беше. Мора да те видам, во близина сум тука, кај тебе сум. Не сум дома. Несрин, реков дека морам да те видам. Каде си и кога ќе се вратиш? Не знам, ќе ми требаат неколку часа. Ама не влегувај дома додека не дојдам јас. Боже, од тебе ќе барам дозвола, значи. Џунейт, те молам, не влегувај дома додека не дојдам јас или да се сретнеме некаде надвор. Во ред ќе чекам во близина, ајде тогаш, чао. Боже мој, како ќе се ослободам од оваа неволја, како ќе се ослободам? Селда сака сите околу неа да бидат совршени како неа. И никако не може да ги поднесе слабостите на другите луѓе околу неа. Не мораше до толку да го потценува Хасан. Молам, Синан. Брате, ако си со тато, не кажувај. Добро. Бате, направив сообраќајка. Навистина?
Ми треба помош, еден од другарите е повреден. Здраво. Здраво. Сакав да прашам за некого. Господја Нериман, пријателите ми рекоа дека е тука. Незиното презиме? Каја. Нериман Каја. Господјата Нериман ја пуштија утрово. Ја пуштија? Како е можно, пријателите ми рекоа дека е во многу тешка состојба? Не се подобри. Болеста на господјата Нериман е во напредна фаза. Семејството рече дека ќе се грижи за неа дома. Може ли да ми дадете адреса? Не можам, жал ми е. Ама многу е важно. Не можам, тетке, жал ми е. Ако дадам, ќе ми избркаат од работа. Пријатно. Пријатно. Знаеш ли дека те следам од кога излезе од дома? Што правиш ти тука, ма?